Политичкиот диалог со владата на Македонија, средбата со министерот за надворешни работи и други високи представници во земјава се причината за посетата на заменик министерот за надворешни на Израел. Имено Зви Авнер ја искористи приликата да ги засили и така силните врски меѓу Израел и Македонија како на политички, економски, истражувачко, научен и културен начин. Тој ја посети и Битола како место каде некогаш гравитирала големата еврејска заедница. Рече дека Македонија е пријателска земја преку заедничките проекти, сакаат врските што повеќе да се зајакнат, зашто додава, сеќавањето на еврејската заедница во Македонија е историја која не врзува. И кога зборуваме баш за тоа, за сеќавањето на евреите од Македонија, ова место каде што стоиме сега, овие гробишта во Битола, се веројатно едни од најзначајните места на ова сеќавање на целиот Балкан. Емоцијата е присутна кога ќе осознаеш колку голема и значајна била еврејската заедница во Битола преку сведоштвото на околу 8000 гробови на ова место, додаде Зви Авнер. Секако дека се работи за минато, но не е само минатото. Зборуваме и за сегашноста, бидејќи секој народ треба да ја истражува и да ја развива, да го развива сознанието за сопствената историја. А во историјата на Македонија еврејската заедница и еврејскиот народ се дел од таа историја. Истражувајќи ја неа, ја истражуваат и сопствената историја. Но тука е и другиот аспект. Тој е аспектот на иднината, затоа што реализацијата на овој проект отвора врати за односи кон иднината и работи кои што се поврзани со иднината, а не само за историјата. Министерот ги поздрави виновниците за овој исклучително важен проект и ја вети својата помош во било кој сегмент и додаде дека започите тоа што сега, кога во Битола нема ниту еден жив евреин, споменот за овој народ се уште живее преку сограѓаните и младите луѓе кои работат на овој проект, а немаат еврејско потекло.